Тоа беа првите информативни содржини ова утро. Ние продолжуваме понатаму, веќе го имаме нашиот прв гостин во студиото со Оливера, Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија. Добро утро, добре ни дојдовте, како сте ова утро? Добро ве најдов, пријатно се осеќам тука. Так, пред да почесто, да. Пред да ве уставам да си продолжите со разговор, јас би сакала да ве почестиме со некое утринско кафенце, што да ви подготвам. Па може макијато едно. Да. Ви благодарам што дојдовте, да не заборавиме да кажеме дека вие сте анатомски патолог од болницата Систина и воедно пред да започнеме да ги поканиме и нашите гледачи, бидејќи ова е многу застапена дијагноза помеѓу нашиот народ, може да се вклучуваат во програма и да постават некое прашање, бидејќи сигурна сум дека има некои нејасноти поврзани со темата карцином, дијагноза и превенција на карцином на дебело црево. Колку е честа ова? Споменав јас дека е застапена, но колку е честа и кои се оние знаци на рано препознавање на истата? Карциномот на дебело црево е честа болест, ако се земе предвид во споредба со другите карциноми на други органи. Некаде на второ место доаѓа после карциномот на дојка кај женската популација или карциномот на простата кај машката популација. Така да е честа, симптоматологијата која се јавува за разлика од други солидни органи, кај шупливите органи како цревото, порано знаат да се јават симптомите, но како најглавен симптом тука крварењето, често пати знаат да се помеша со некоја друга или инфламаторна болест на црево или, например, како хемороидална болест, така да пациенти знаат и да го игнорираат тој симптом, мислејќи дека ќе пројде. Во секој случај, тоа е најалармантниот првичен знак за можно присуство на карцином на дебело црево. Само да ви го подадам кафето, па продолжуваме. Што е она кое што како ризик фактори може да се очекуваат кај оваа дијагноза? Ризик фактори се како ризик фактори за другите карциноми. Посебно кај карциномот на црево, храната се смета како ризик фактор, односно во ова модерно време се повеќе фаст фуд, брза храна, брзиот начин на живот. Сето тоа доведува до зголемувањето на токсините кои се внесуваат со храната и можноста за развој на карцином на црево се зголемува. Па се препорачува да се јадат домашни храни, зеленчук, понатаму овошја, многу течности да се внесуваат, бидејќи тоа перисталтиката ја забрзува. На таков начин и токсините и ги разредува и побрзо ги елиминира од организмот. Тоа значи дека ако здраво се храниме, имаме помал ризик фактор за, не дај Боже, оваа болест, но сепак тука и генетскиот фактор сигурно зема улога. Точно така. Наследно ли е? Постојат наследни, не се сите наследни, но постојат наследни канцер синдроми. Исто така, јасно е детектирано дека постојат случаеви каде во фамилија некоја кој е оптеретен со колоректален канцер, поготово прв род, брат, сестра, тетка, мајка, значи шансата за појава на канцер е поголема, статистички гледано епидемиолошки, а постојат и канцер синдроми кои се добро дефинирани, например Линч синдром, што е поврзан со хередитарна неполипозен колон канцер и АПЦ, аденоматоз полипозис коли, значи тоа се два канцер синдроми јасно утврдени дека е шансата за појава на канцер на дебело црево неколкукратно ја зголемуваат. Повеќе мажите или жените се со овие ризик фактори? Па нема правило, односно јас колку што знам, тоа е подеднакво и кај мажите и кај жените, да речеме еден од ретките карциноми што е подеднаков во честота и кај мажи и кај жени. Пред да ве прашам која е вашата улога како патолог во оваа дијагноза, ме интересира што и како може да се случи кога е оваа болест во прашање, дали може на време на колоноскопија, например, да го спречи прогресот на аденокарцинома? Да,
Значи, колоноскопијата на време апсолутно го спречува, па и дури го излекува карциномот фатен во многу рани стадиуми. Зошто тоа го збориме? Затоа што кај карциномот на дебело црево има една специфика, значи теоретски туморите почнуваат како бенигни, па преоѓаат во малигни. Значи една има секвенца, ние ја викаме кај карцином на дебело црево аденом карцином секвенца. Тие бенигни тумори се во суштина мали полипи, кои што се на колоноскопија може да се видат и како бенигни да се отстранат. Отстранат за време на колоноскопија, Да. така се прави. Сега, може би тоа е бенигни тумор, но ако веќе ја знаеме и таа добро дефинирана патека, значи ние со отстранувањето на бенигниот тумор за неколку години кој би се развил во малигни тумор, веќе сме отстранили опасноста. Затоа е огромен бенефит колоноскопијата. Па дури некои од полипите знаат да бидат и малигни и да ги најдеме во рана фаза, значи кога се малигнизиран, но не проширен, локализиран. Самото Со дебело самото заемчување, пошто тие полипи се како, да речем, како капка вака израстоци, едноставна е процедурата, ќе се заемчи тој полип за вратот, ќе се скине и тука се наоѓа и, да речеме, малигниот тумор, во здраво ќе се извади и кој што ако не сме ја направиле да таа колоноскопија може да прогресира во точно малиген. така. Значи колоноскопијата во принцип ги бара тие полипи, меѓу другото, детектира. ги детектира, така. И мислам вични се гастроентерохепатолозите си имат искуство по изгледот веќе може да препознаат дали треба некој полип да се отстрани, дали е од неопластична природа, пошто постојат и полипи од инфламаторна природа, кои што воспалителни, заради воспаление се проширува и наликува на полип, значи стручен гастроентерохепатолог ќе знае да ги разграничи, знае точно што му е сомнително, од каде да земе, ако сака само биопсија, или ако е достапно за целосно ваѓање, може да го извади целиот полип. Ова не е баш пријатна метода, меѓутоа има сега начини за со анестезија се прави. Да. И треба да ја имаме таа навика како народ. Барем на 5 години еднаш се прави таа, па и нели? на светско ниво па и кај нас се прават онакви скрининг методи. Сега ако ние знаеме дека најчесто е тоа болест од 50 години натака. А има ли и помлади? Има помлади, да речеме, се јавуваат, поготово со овие канцер синдроми кои имаат, да речеме, генетска преоптеретеност, но и заради овој животот, што го кажавме, брз, значи нема физичка активност, лоша исхрана, знае да се спушти границата помалце. Во денешно време е земено да 50 години биде прва колоноскопија и без присуство на симптоми. Чисто да се погледне колонот, односно дебелото црево, да се види дали негде постои полип. Посебно ако во фамилија имало, нели? Да. Ако дозволите, јас би сакала, Оле, да се вклучам малку, а тоа непосредно ќе биде за она кое што најново се случи на клиниката за урологија, докторе. Представен нов тест, велат, за откривање на ракот и подобри шанси за лекување на луѓето, имено преку анализа на крв. Превентивно ќе се открива рано карциномот. Што значи ова за нас како здравствен систем? Да речеме дека значи многу, но знаете што златен стандард е колоноскопијата. Ме сваќате, треба да се види промената. Тоа на крв со лабораториски испитувања, тумор маркери, тоа ни укажува на можност дека може да има во одреден процент случаеви малигна болест. Така. Децидната диагноза исклучиво патологот ја поставува на материјал кој што ќе го добие на анализа. Значи не постои, како да кажам, не можеме ние топката да ја префрлиме на некој друг. Диагнозата ја дава патологот. Так. Не сваќате? Мора да ги потсетам гледачите, бидејќи ова е навистина интересна тема, може да ни се јавуваат и да постават прашања до докторот. А сега да ја кажеме улогата на патологот, односно вашата улога. Да, значи во нашата лабораторија се добиваат примероци од колоноскопија и се добиваат примероци конкретно за цревото од оперативен материјал. Колоноскопијата е таа метода што ја зборевме, што ја прават гастроентерохепатолозите, или земаат биопсија, ако е полип кој може да се отстрани, полипектомија се вика тоа, се вади целиот полип, и ние го анализираме и кажуваме дали е
инфламаторен или е неопластичен. Неопластичен значи туморски. Сега тој може да биде бенигни или малигни. Има тамо да не навлегуваме во некои градации или хистолошки знаци што ќе каже дека е бенигни, што ќе каже дека е малигни. Значи ние што ги интересира и хирурзите и гастроентерохепатолозите да кажеме дали е бенигни или е малигни. Значи бениген е излечив или добронамерен. Добронамерен, да. Лошо намерниот го има во неколку етапи, да речеме, во однос на диференцираност, добро диференциран, средно диференциран, лошо диференциран и колку можеме, а тоа е малку на биопсија, да кажеме дали и колку туморот навлегува во длабочината во зидот. Бидејќи на колоноскопија се зема само површните два слоја од зидот на цревото и ние немаме увид што се случува во подлабоките слоеви. Во однос на тоа, кога ние ќе кажеме дали е бенигно или малигно, хирургот со помош на рентгенолозите одлучуваат дали е тоа операбилен случај, кога ќе видат дека е операбилен, а во најголем број случаеви е операбилен, се решаваат за отстранување на туморот заедно со околината. Да. Значи, врз база на имиджинг техники, дали околните жлезди се зголемени или не, имиджинг техниките кажуваат апроксимативно до каде оди туморот, например, влегол во мускулниот слој. Они знаат колкав дел од цревото да го отстранат. Тоа после доаѓа кај нас на детална обработка, кога ние го имаме целиот тумор и околината. Тука многу информации даваме, кои што се битни за евентуална понатамошна онколошка терапија. Ќе продолжиме, но имаме гледач на линија, да го слушнеме со прашањето. Добро утро. Добро утро, Македонија. Добро утро, докторе. Добро утро. Вака јас како човек кој е активен по цркви манастири, знам дека бројот на заболени од рак е доста зголемен минативе години. Сега така, баш ќе познавам една личност, Бети се вика од Тетово, која имаше метастази од тумор на дебело црево и слава на Бога што одење и молитва пред нектар Егински се излечи и нема сега здрава жива години од тога што 2019 наваки. Друго што сакам да кажам. Слушам така по телевизија и по Фејсбуци дека во Србија и во Босна бројот на заболени од рак исто е драстично зголемен, а кажуваат сами дека е то последица од бомбардирање со сиромашен ураним. Сега, кај нас во Македонија во изобилие се користат српски производи, књаз Милош вода, пшеница, наше се запоставува, не се купува. Зборов ми да ве прашам, ако таму смртноста е зголемена од зрачена земја и води од Добро ги кажавме тие како ризик фактор. Дали во Македонија бројот на зголемени од рак е од тоа исто што се купува многу књаз Милош вода, српско млеко, босанско млеко. Ви благодарам да не ги Добро, ви благодарам за јавувањето. Значи не Македонија, Србија на светско ниво се случува зголеменување на процентот на болни од рак. Значи, ова се светски трендови, нели, брз живот, лоша исхрана или да речеме загадување, користење пестициди во исхрана, тоа во цел свет го има. Значи не само кај нас, него на светско ниво е тоа тренд. И втора работа да речеме и дека дијагностичките постапки се појачани, односно начинот на детекција на туморот е се поголем. Се наоѓаме се помали тумори во порана возраст, па и затоа честотата на канцерот, да речеме, расте. Ме сваќате? Заради подобрената дијагностичка процедура. Значи, едното и другото влијае зашто на светско ниво трендот е во пораст и така експоненцијално е во пораст на секаков вид на карциноми, не само на дебелото црево. Но сепак го имаме како центар Сестина и навремено и дијагностицирање и прецизирање на која форма токму во вашата болница може да се направи. Јас ке ви се заблагодарам. Толку ни се минутите, иако има уште што многу да се каже. Следно ве чекам за она многу важно, нели, како тема некогаш кога ќе дојдете, а тоа е рак на простата. Ви благодарам.
Да. Ви благодарам и јас, докторе, за сите совети и информации поврзани токму со оваа, за жал, можеби се почеста тема. И се надевам дека ќе ви имаме повторно во студиото на многу важни здравствени теми за нашите гледачи секако. Ви благодарам.